Ајде луѓе, здраво живо, јас сум Димче и добродојдовте во уште едно мое видео. Во ова видео ќе зборувам за природната градба и за нејзината издржливост од природни непогоди или како таа ги поднесува природните елементи, како што се ветар, оган, земјотрес и слично. Значи, во ова видео ќе зборувам за предностите на природната градба и колку сте заштитени во неа и колку е всушност таа супериорна спрема ова модерна или материјална градба. Викам материјална затоа што денеска градбата вреди колку повеќе пари ќе ставите во неа, а не колку ве заштитува. Например, ако направите куќа од сваровски кристали од 1 милион евра, сите ќе викаат вау, каква куќа, а при првиот ветар, при првиот пожар, вие ќе изгинете во неа. Значи, не ви нуди никаква заштита, додека смислата на живеалиштето не е да се покажеме ние колку пари имаме и да го понижиме или подцениме комшијата. Смислата на живеалиштето е нас да не заштити од елементите, од негативна енергија, од зрачење и слично. Значи, првенствено, затоа и сме почнале да градиме живеалишта, за да се заштитиме. Меѓутоа, денеска заштитата и безбедноста се отфрлаат, а се зголемува материјалната вредност и ние денеска имаме материјални градби кои што вредат многу, ама не заштитуваат, а од другата страна имаме природни градби кои што се релативно ефтини за градење, но се многу безбедни и се многу здрави. Ете, сега ќе ви објаснам како ветерот делува на куќа од природна градба и исто така колку е важна формата на куќата. Еве, ќе почнам сега, ќе ви демонстрирам. Надвор дува ветер. Сега ќе замолчам 10 секунди да видите прво како ништо не се слуша. Еве. Значи, надвор има силен ветер, меѓутоа ништо не се слуша, како да нема ветер. Тоа е затоа што оваа куќа јас имам направено во кружна форма, па така ветерот се лизга од неа, не се задржува како кај материјалните куќи, материјалните живеалишта, кога ветерот удира право во нив и може да скрши прозор, може да откорне целата куќа и слично. Кај кружната форма ветерот само се лизга од неа. Значи, формата е исто така многу важна при градба на куќи. Кружната форма ми е мене фаворит и мислам дека е најдобра форма која што постои за живеалиште. Потоа, ако правите кружна форма, целата куќа ќе ви биде темел, така да ќе немате опасност од земјотрес. Еве, ќе испофалам оваа куќа во која што живеам јас. Ова е кружна куќа, направена од земја со јајцевидна форма. И значи куќата цела е темел и при земјотрес таа не може да падне. Потоа, затоа што е направена од земја, доколку се случи оган, таа ќе преживее. Сега, ако вие сте внатре, нема да преживеете, многу тешко, не знам. Меѓутоа, живеалиштето ќе ви остане, нема да имате потреба да градите ново, ќе се евакуирате и ќе се вратите кога пожарот ќе помине. Значи, во главно, куќите од природни материјали се отпорни на природните елементи и вие сте најзаштитен во нив. Исто така, си го заштитувате и здравјето, затоа што во природните куќи, кои што се направени од земја, воздухот е многу чист, затоа што земјата има ситни пори низ кои што воздухот се филтрира. Значи, воздухот ви се чисти цело време, така да квалитетот на воздух во овие земјени куќи е многу поголем отколку надворешниот воздух.
затоа што го филтрира, додека во станевите, воздухот внатре и во куќите од оваа природна, од оваа нова материјална градба, вие 10 пати позагаден од тој надвор во внатрешноста, затоа што тој воздух стои затворен, не филтрира, како што филтрира во земјаните куќи. Значи, освен безбедност, вие од природна куќа добивате и здравје. И сега јас ова не го кажувам туку така, не сакам да ви наметнам, не сакам никој да живее во нешто во што не сака, тоа е јасно. Секој треба да живее и да прави тоа што го сака. Ние сме сепак слободни луѓе. Чисто информативно го правам ова видео, да има информации и за природната градба, затоа што природната градба замира, скоро и да ја нема, иако некогаш 80-90% од градбите до Втората светска војна биле направени од природни материјали на овие простори тука, и тоа од земја. И некои од тие куќи кои што се направени од земја се уште стојат. Значи, тие го издржаа тестот на времето и обстоја стотици години. И има многу стари градби од земја кои што се по 400, 500, 600, 700 години стари, можеби и повеќе. Така да има многу позитивни работи природната градба. Секако најпозитивната работа на овој свет е тоа што не треба да потрошите многу пари за неа. Мене ми е малку чудно гледајќи сега како може толку да вредат куќите, толку пари да се дава за нив, а да не се ич безбедни. Меѓутоа, јас го прифаќам тоа, го прифаќам начинот на кој што живеат луѓето и пак ќе кажам, никој не сакам да го терам да прави тоа што не сака, чисто си правиме муабет, ви раскажувам за природната градба, па можеби некој некаде ќе проба и сам ќе се увери во тоа колку се тие добри. Јас секако не добивам ништо од тоа вие дали ќе градите природни материјали, дали имате вештачки материјали. Ја не добивам ништо, чисто ви кажувам информации за тоа што многу ме напаѓаат, за тоа, за куќата во земја, за тоа каде живееш ти. Денеска ме виделе во куќата земја, пред тоа ме виделе во град. Значи, луѓе, не се замарајте со тоа. Јас ќе живеам таму каде што мене ми е убаво во тој одреден момент. Толку едноставно. Секој треба да живее и да го прави тоа што го сака. И кај што се чувствува добро. Така да може мене да ме видите било каде, меѓутоа верувајте, таму каде што сум, јас се чувствувам добро. Дали сум во куќа од земја, дали сум во град, во некој стан и така натаму, јас сум таму каде што се чувствувам добро. Затоа не се замарете со тоа, еве, да го расчистиме тоа еднаш за секогаш, затоа што добивам негативни критики, напади за тоа и тоа ми одзема енергија, луѓе. Не го разбирам јас тоа. Јас имам илјадници луѓе, стотици кои што коментираат, не можам со секој да се објаснувам. И не ја разбирам потребата на овие луѓе кај нас, највеќе кај нас, да критикуваат. Вчера те видовме у Велес на кафе, не си веќе у земјаната куќичка, аха, шо значи тоа, луѓе, глупости. Живејте, значи, не се замарајте, ете, ви одговорив и на тоа, и би ви препорачал и вас да одите таму каде што ви е убаво. Мене сега е жешко, јас сум си во кукичката од земја, каде што е ладно, убава енергијата, се осеќам мирно и сум тука. Така да, не се грижете, супер е се. Малку отидов од темата настрана, меѓутоа, тоа мора на некои работи да се адресираат или да се одговори на некои работи, затоа да не се шират и да не замараат едноставно. Ете така,
да се вратам на безбедноста на куќата од земја или куќата од природни материјали. Како што ви кажав, таа е отпорна скоро на сите елементи. Меѓутоа, што е најинтересно од се, во неа се чувствуваш многу поубаво отколку на друго место. Јас сум зборувал за тоа многу пати и би сакал сите да го искусите тоа. Ти кога си во куќа од земја, се чувствуваш заштитено како да си во утробата на мајката. Така ви го опишал тој момент. Ете така. Некако стуткано, убаво, мирно и така натаму. Така да и тоа е уште еден елемент. Плюс, значи ги спофалив куќите од земја, меѓутоа, ете, јас градам со земја и сум запознат многу повеќе со овие градби, и затоа изборувам за модерната градба или материјалната. Имам да го кажам само тоа што кажав, дека колку повеќе пари давате, толку повеќе вреди, вложувате во неа, таа толку повеќе вреди, меѓутоа не значи дека е безбедна, односно од голем број елементи не е безбедна. За друго не знам многу и за тоа зборувам само за земјената градба. Ете така, видите колку морам да се правдам поради некои напади кои што ги добивам. Меѓутоа, ајде, тоа е дел од животот тука на Балканот и на некој начин јас сум навикнат на тоа. Замислете колку е тажно тоа, се навикнуваш на критика. И пофалба на некој начин не ни очекуваш. Така е, ете малку ќе влезам во други теми, така е кога почнуваш бизнис, така е кога сакаш да си го оствариш сонот, ти знаеш дека ќе добиеш критика. Прво луѓето пробуваат да те запрат, затоа што они не успеале во тоа. И многу е тажно тука што живееме во таква енергија, во таква околина, каде што не можете да си ги остварите соништата, треба да се борите со секакви негативности. Меѓутоа, ете, ние сепак сме јаки, тоа и те ојачува на некој начин, стануваш и отпорен на таа критика, што не е убаво. Ете, и тоа го адресирав. Значи, во ова видео имате толку многу работи адресирав, го направив карма каша малку, меѓутоа, главната поента ми е за безбедноста на овие куќи, земајќи ги предвид силните ветрови кои што ги имаше овие денови, кои што се најавуваат во иднина. Најбезбедно место за живење е куќа со округол облик, во која што ветерот не ви може ништо. Исто така и земјотресот, исто така и оганот. Ете така ви изнакажав се за куќата од земја, се за природната градба. Одамна немам снимано видео за природната градба, така да ми беше мило да зборуваме на оваа тема. Се надевам дека ви се допадна. Доколку ви се допадна оваа тема и тоа што го снимам, претплатете се на YouTube каналот Сонцогор, дајте една поддршка. Јас се одјавам тука доста од ова видео, затоа што опфативме скоро се и мислам дека е доста. Ете така, ви благодарам што гледавте, ви благодарам за поддршката, ви го посакувам секое добро и се гледаме во некое мое наредно видео.